прво прашање, повелите, микрофонот ви оса. На владата беа и 150 евра за секој студент. Но тука се отстранети, например, студентите кои се наши граѓани, а студираат надвор од нашата земја, и студентите кои студираат во приватни универзитети. Зошто ова разлика помеѓу студентите кога сите знаеме дека се исти граѓани и треба да се третираат исто и од страна на владата? Вчера беше и јавно забележано. Во последните материјали кои што ги читав, како документи кои што одидоа и на нашите економски совети, формулациите во самата уредба гарантираат дека се предвидени и приватните универзитети. Веројатно со самата формулација тоа не е возможено. Јас верувам дека ќе се направи поправка, заради тоа што треба да ги помогнеме сите студенти кои што студираат во државата. Лично не верувам за студенти кои што студираат надвор, заради тоа што некои од нив се стипендирани веќе од државата, обезбедена стипендија, некаде се обезбедени од земји и пријатели заради билатерални односи кои што се склучени и помагаат, како што ние помагаме на студенти од други земји, согласно договорите за билатерални соработки во областа на образованието, посебно во високото образование, и заради тоа што еден дел од тие студенти што се надвор се од побогати семејства, односно однапред знаеме дека не спаѓаат по тој просек кој што веќе и го имаме. Така да верувам дека тоа ќе биде отстрането со измени на уредбата, односно попрецизирано за да може да важи за сите студенти, без разлика дали се во државните универзитети или во приватните универзитети. Ние ги помагаме студентите како граѓани на оваа земја. Следно прашање. Алфа телевизија, повелите. Господин Азаев, околу изборите, тоа сега што е актуелно, бидејќи се поверојатно е дека вонредната состојба нема да се одложи. Па сакав да ве прашам како ќе се извршува гласањето на оние лица кои што се во изолација или кои што се во болницата, како ќе гласаат тие. Исто и она што се наметнува е дека голем дел од оние избирачки одбори кои треба да вршат нагледување на избирачките места се повлекуваат од своевиден страф од коронавирусот. Како ќе се регулира целото тоа прашање и дали ќе биде целата мисија на ОПСЕ присутна како што присуствувала и на другите избори или ќе имаме само дел од наблюдувачката мисија? Добре, ќе почнем од последното. ОПСЕ се изјасни, имаше и соопштение вчера дека тие ќе испратат мисијата соодветна на корона кризата која што постои насекаде. Логично не мора и не треба да очекуваме полна мисија како што тоа е во нормални околности, но мисија која што ќе ги заврши своите надлежности онака како што е поставено, а ние сме членки на ОПСЕ, преку ОДИХР да може мониторинг процесот да биде завршен. Деталите сигурно ќе ги даде ОПСИ ОДИХР, јас само кажувам што очекувам, што посакувам. Писмото е вчера испратено до ОПСИ ОДИХР официјално од страна на Министерството за надворешни работи како влада, дополнително за поканата да учествуваат на изборите. Тие веќе најавија дека им треба брз период за да може да се позиционираат во државата. Секогаш краткорочните наблюдувачи доаѓаат на 2 до 3 дена пред изборите. Тоа се наблюдувачи кои што доаѓаат од сите земји членки на ОПСЕ и верувам дека максимален број ќе биде. Лично очекувам, еве како председател на најголемата партија, во вакви околности за да бидат сите стабилни и спокојни во избирачкиот процес, ОПСЕ да ни помогне од соседните земји. Имаме една земја до нас соседна каде што има 450 луѓе од ОПСЕ. Верувам дека и од другите земји може да се помогне, посебно амбасадорите традиционално со своите служби во самите амбасади се наблюдувачи, подпомогнати дополнително на самиот процес и верувам дека тоа ќе го завршат. Второто прашање беше за вработените во јавната администрација. Прво, јас верувам дека ако има некои луѓе кои што би се откажале, тоа би било со оправдани причини, не знам, се хронични болни луѓе или имаат проблеми, и тоа е разбирливо и тоа е секако и предвидено. Останатиот дел е административна работа која што сите треба да ја завршиме согласно здравствените и безбедносни протоколи за непренесување на заразата. Секогаш некој, ако се откаже од било кои причини, има системот можност веднаш да ги замени тие граѓани, односно вработени во јавната администрација, за да може составниот дел на секој избирачки одбор од делот на јавната администрација да биде пополнет. Останатиот е представници на двете најголеми партии од власта, двете најголеми партии од опозицијата и така се составуваат избирачките одбори. Дополнително посматрачи си праќаат сите учесници во кампањата. И првото прашање беше? Тоа е предвидено во денот за време на молкот,
кога гласат болни и изнемоштени луѓе, овој пат според здравствените протоколи, кои што знам дека се работат, се предадени од Министерство за здравство на Државна изборна комисија, работи, ако не се лажам, ИФЕС, кој што работи често со изборите на вакви здравствени протоколи, постојат меѓународни здравствени протоколи, заради тоа што во многу земји се организираат самите избори. По самите тие здравствени протоколи исто така е предвидено и проширувањето на потврдите за болни и изнемоштени лица кои што гласат во саботите. Во такви околности, тоа значи дека покрај редовно пријавените болни и изнемоштени луѓе, таа листа би се проширила со луѓето кои што се во самоизолација. Јас би апелирал, тоа е одлука на ДИК на крајот или на, не знам дали е на здравствената комисија, но се работи за секако за државни органи, би апелирал да се прошири со хронично болните луѓе. Зошто да ризикуваме кога може тимови на избирачки одбори да ги посетат дома, не мора да бидат позитивни на вирусот или во самоизолација, би било убаво да бидат дома посетени, а би препорачал, знам дека и се размислува за тоа, да има здравствени избирачки одбори. По градовите имаме секаде болници или здравни домови или болници, кои што би биле здравствени избирачки одбори, односно избирачки одбори составени од здравствени работници, кои што би ги посетиле позитивните на коронавирусот, односно луѓе кои што се секако дома или во болници, доколку нели одлучат да го искористат своето право на глас. Тоа е определба на граѓаните. Постои решение за сите овие работи. Јас малку јавно кажав и еве ќе кажам, една од причините зашто политичките партии додека постоеше диалогот, а тоа е или разговорите или каналите на комуникација. Имав прилика јас да разговарам со господинот Мицковски, а и со другите лидери на политичките партии. Генерално сите беа позитивни за среда, да бидат изборите. Зошто за среда? Прво е неработен ден, може да се продолжи гласањето до 21 часот, летен период е, 21 часот скоро и се стемнува во тој период, значи можеме слободно плюс 2 часа, секако би ги платиле повеќе или дупла членовите на избирачките одбори, заради тоа што прво се во поинакви вонредни околности на избирачките одбори и плюс би имале повеќе работно време во текот на изборниот ден. А молкот би настапил недела на полнок, односно понеделник и вторник би бил молк во таков случај, каде што би дале поширок опфат на болни и изнемоштени со проширените листи да може да гласат, дел со избирачки одбори од здравствени работници, дел од избирачките одбори кои што би ги посетиле сите и на тој начин би ја релаксирала атмосферата дури и за денот на самите избори. На тоа во случај ако се постигне договор помеѓу политичките партии, кој што за жал гледам дека се уште го нема, затоа што промената на изборниот закон не дала да се направи среда за гласање, а сабота да се направи понеделник и вторник за болни и изнемоштени, не треба владата сама да прави промени во такви делови на изборниот законник, заради тоа што секогаш за вакви работи во државата од самостојноста досега се постигал консензус за вакви промени. Значи ова би можело да се случи ако има консензус помеѓу политичките партии и од власта и од опозицијата. Доколку не, тогаш останува недела изборниот ден. Зборувам уставот и законот тоа што го кажуваат. Како што реков, кога нема договор помеѓу политичките лидери и политичките партии, тогаш останува уставот, законот и владењето на правото. Благодарам. Следно прашање Искра Опајчевска, телевизија 24. Господине Заев, во согласност на се тоа што го зборувавте, значи ќе треба да се менува изборен законник во тој случај. Зборувавте за консензус на партии. Дали ова значи дека ни предстои лидерска средба скоро, бидејќи и вонредната состојба завршува? Или, како што најавивте дека може да попуштите до 8 јули, дали тоа значи дека вонредната состојба ќе се продолжи, друг начин нема како да се измени изборниот законник? Фала. За жал, знаете како, не е толку тешко да се биде паметен и да се фати можноста дали има можност за лидерска средба или не. Нема можност за лидерска средба. И јас го разбирам председателот Пендаровски кога вели чуму да викам лидерска средба трета, кога пак ќе си одиме без договор. Барем да има некој ишарет, некоја близина, нешто да се договори за да се повика лидерска средба. Останува можноста секако до крајот на денот сабота, кога завршува вонредната состојба. Тоа значи и денешниот и утрешниот ден ни стојат на располагање. Колку и да сака некој нешто да менува, не можеме и по делот на устав, ниту можеме да свикаме собрание, ниту може да го менуваме уставот, ниту законите. Тоа единствена алатка ни останува вонредната состојба. Треба да знаат граѓаните, верувам, знаат најголем дел. Вонредна состојба е различно од рестриктивни мерки.
Рестриктивните мерки, политички час, затварање на објекти, носењето на заштитните средства се одлуки на влада. Воредната состојба треба за уредбите. Уредбите се за економските мерки. Ние уште вториот пакет правиме реализација на економските мерки, проширивме и јуни да се реализираат тие економски мерки. Третиот пакет стартува оваа седмица. Еве денеска буквално за тоа и пресконференцијата за да почне исплатата на парите од државната платежна картичка, која што ќе биде за поддршка на граѓаните и економијата. Четврти пакет нема потреба да тие да ги реализира. Ако има потреба, владата и државата е подготвена за септември, за октомври имаме финансиски капацитети, како што реков, сме подготвени за таа работа. Дај Боже да не треба, да економијата биде секако на здрави нозе, но внимателна и одговорна влада и држава мора да биде подготвена заради тоа што стигаат сигнали дека ова ќе потрае и ќе трае. Така се и делот на бројките кои што ги имаме на заразени. Ние вчера ја знам последната бројка, денеска не знам, 175 луѓе. 175 луѓе може да имаме и на 5 јули, и на 15 јули, и на 5 август, и на 15 август, и на 5 септември, и на 15 октомври. Ама немаме измеѓу во целиот овој период ниту парламент, ниту политичка влада, која што ќе има доволно одговорност да носи одлуки и за не дај Боже, за тешки состојби. Пред се економски, но може би и здравствени. Тука е големиот ризик заради кој што треба конечно да се одлучува. Така да јас верувам дека ќе се изнајдат конечни решенија и смогнат сили од сите да може да учествуваат на изборите, од проста причина што одговорноста кон народот и државата мора да биде на сите на преден план. Имаме уште едно прашање. Колешката само пред вас, бидејќи прв пат поставува прашање. Да. Повелете. Питувам господине Заев, дали платежните картички важат, споменахте средношколци, студенти и за студентите што се на постдипломски, затоа што многу факултети има 3+2, е на така наречени мастер студии, дали влегуваат и тие што се на додипломски? Мислам дека има на листата ставено постдипломци, ама не треба да бидат ставени. Така мислам, не сум сигурен. Ќе прашате Министерството за финансии и владата за деталите, пред се министерот за образование. Сигурно и мојата информација не, ама како што видовме вчера имаме постдипломци и тоа мислам по уредбата не треба да биде така. Комплексна е бројката од 325.000 граѓани. Сите да ги изменаџирате со толку факултети, универзитети и слично, ама мислам дека ова работа ќе ја расчистат во јавноста пред се Министерство за образование кое што е надлежно, а секако Министерство за финансии и другите представници на владата. Благодарам. Да се расчисти оваа ситуација кога на пример ние знаеме дека утре завршува вонредната состојба, а не може да се изменат уредбите кои се донесуваат. Денеска и утре работи владата во континуитет. Значи дали вие имате некој знак од владата зашто на пример некои прашања ние ги поставуваме тука како вие да бидете премиер, а од другата страна премиерот Спасовски не предвидува изјава денеска кога треба ние да поставуваме клучни прашања за состојбата на државата. Апелот од мене како председател... Вие како лидер на партијата давате некој предлог спрема Спасовски за да знае како да се однесува во такви ситуации. Добро е. Ние вакви прашања да поставуваме во седиште на партијата. Не, денеска јас давам одговори како председател на Социјалдемократскиот сојуз. И гледате, правам јасна дистинкција, велам за ова прашајте ја владата. Не би можела партијата да знае повеќе од владата. Јас сум целиот овој период овде помош, заедно со стручните тимови кои што ги имаме, со нашите комисии со кои што работиме, ама еве сега од вашето прашање и реакција сватив дека има потреба премиерот, министрите да дадат одговори на одредени прашања, јавно повикувам, да не испадне сум шеф во партија на Спасовски и на другите, давам задача, значи повикувам влада, повикувам да одговорат на прашањата, да најдат време да закажат пресконференција да дадат одговори на сите овие прашања. Заради тоа што ова сега почнува, гледате како до 18 јули ќе трае, така се роковите. Ќе има одговори на сите прашања. Некој пат луѓето сакат веднаш денеска, оти вие сте гласот на граѓаните, прашуваат, гледате дека актуелно и во нивно име прашувате, тоа е една од основните функции на медиумите, но ако денеска не се подготвени, може да бидат неподготвени заради тоа што прават проверки. И вела дајте да ги допровериме, па утре ќе дадеме. Но ќе има доволно време, никој нема да испушти рок. Никој нема заради неинформираност да изгуби правото да ја користи помошта или било што, за било што и да се работи во вакви случаи. Така да еве апелирам да одговарат веднаш, дури одговор е
ве молиме, почекајте, анализираме, ќе ги добиеме анализите, па ќе ви дадеме. Ама и тоа е одговор, да знаат граѓаните дека одговор. Треба да има онлайн. Работиме еве само по картичките на 325.000 граѓани. Да не зборувам колку компании се со уредбата за финансиска поддршка на компаниите во корона кризата. Да не зборувам за кредитите COVID-1, COVID-2. Имаат потреба, граѓаните имаат потреба да добијат информации. Транспарентноста е од голема помош. Му дава функционалност на системот. Луѓето информирани знаат како да ги користат одлуките, алатките, ресурсите на државата на најрационален и на најдобар можен начин. Така да, ако е прашањето вака со поентата дека треба да излегува премиерот и владата, да излегува и премиерот и владата, за да ги дават сите информации кои што ви се неопходни. Уште едно прашање, телевизија Алфа, само ќе замолам во интерес на времето, бидејќи председателот треба да присуствува Само и на друг уште едно глас. кратко појаснување. Треба денеска и утре да се одлучи дали ќе има избори по изборниот закон, измени во изборниот законник за да се гласа во среда, наместо во недела и тие 2 дена да се искористат за гласање на болните изнемоштените, позитивните од ковид и лицата во самоизолација, така? Еве вака, евентуална промена на воредната состојба би била предизвикана за овие 3 дена заради избори, не заради економски причини. И верувам дека граѓаните ќе не разберат ако се постигне консензус за 8. За економски причини нема потреба воредна состојба. Мислам, резиле, треба да кажете заради економска состојба, продолжуваме не знам колку, 10, 15, 30 дена или слично, а немате нови економски пакети на мерки. Затоа нема економски причини и затоа реков јавно, еве јас ќе побарам од владата како еден од партиципантите или представник на учесниците во изборите, односно председател на Социјалдемократскиот сојуз, уште 3 дена да се побара и ќе го замолим председателот на државата, уште 3 дена, само така може да дојдеме до 8. Сето друго е устав и закон. И тука не можете да чепкате. Единствена алатка останува воредната состојба. Со неа да се продолжува. Но и воредната состојба е уставна категорија. Поставувањето или користењето на неа мора да биде аргументирано, мора да биде образложено зошто е. И во околности, кога теоретски би се постигнал договор на 8, тогаш е среда, не е недела, недела е 5, тогаш можеме да разговараме за понеделник и вторник, ден на гласање на болни изнемоштени лица, заразени лица и луѓе во самоизолација и хронично болни, а во среда да биде денот на глас. Само во такви околности. Сето друго е по законот изборен предвидено, тоа е недела, таму пишува се гласа во недела од 7 до 19 часот, болните изнемоштените гласат во сабота, тоа го пишува во законот. За да сабота и недела станат понеделник, вторник и среда, мора да менувате закон. Сами да чепкаме закон не е коректно. Не е коректно. Тоа би било можно само ако со опозицијата заедно да говорим. Благодарам. Имаме уште едно прашање кое што го добивме на нашиот имейл. Повели Вјоса. Да, од телевизија Сител, прашањето е: според кои здравствени параметри СДСМ смета дека избори на 5, на 8 или кој било јули нема да го загрозат здравјето на граѓаните, кога секој ден броиме над 100 новозаразени и тоа со нови кластери? Здравствените параметри кои што ги слушаме секој ден тешко ни паѓаат на сите. Тука нема дали сте власт, опозиција, новинар, политичар, бизнисмен, работник, земјоделец, на сите граѓани им е тешко кога ги гледат бројките. Сите, впрочем, очекуваме да бидат колку што може побрзо, помали бројките и слично. Но реалноста вели, колку повеќе се отвараме, ги тргаме мерките, сме по парковите, сме по угостителските објекти, сме со пријателите, границите ќе се отвараат дополнително, со се националната здравствена стратегија станува континентална на европско тло. Не може да очекуваме дека бројките реално ќе паднат. И тие ќе бидат присутни. И со нив ќе живееме. До кога додека нема лек или вакцина. Во такви околности, прво, треба да организираме избори. Оти бројки ќе има исти или слични и после 1 месец, и после 3 месеци, и после 5 месеци. Се додека, рековме, не се измисли лекот или вакцината. Втора работа мора да имаме димензијата како дневно функционираме. Реков, 15 до 30 минути сме во маркет или на пазар. Фаќаме производи секакви. Не знаеме кој претходно го фатил производот, да прочитаме декларација, рок на траење или слично за потребите дома, на домаќинството. Тука сме позади касата и држиме дистанција и се редиме да наплатиме. Не знам, на фрижидер да може да не услужат и така натаму. Во пазарите е исто така. Во кафетерија седнуваме со прв пријател, со член на семејство, седиме пола саат. Во ресторант,
ако седнете за ручек, не знам, 2 саат. 5 минути најмногу се троши за гласање. И мајки во преди дека немаме парламент. Парламентарна демократија немаме парламент. Уште еднаш потенцирам. Владата е парламент и влада. Не е здраво, е добро. Сабајле може да носи смени закон, објави веднаш во службен весник, оти уредбите со законска сила се закони. Нив дури председателот ни указ не потпишува. Значи може од Сабајле да смени закон, попладне да го реализира. Не ни треба тоа. Треба да имаме парламент. Во околности во кои што не знаеме кога бројките ќе бидат помали. А ако ги знаеме дека ќе бидат 0, или 5 со 5, или не знам 10, а повеќе немаме починати, ама 10, 15, 5 се движат, тогаш ќе одиме на избори. Но нема таков, ни во светот, ни дома, што може да ни каже дека е така. А сме единствена земја, барем во регионот или во Југоисточна Европа, кој што нема функционален парламент, а сме парламентарна демократија. Од тој аспект тврдиме дека одговорно, честно према граѓаните и државата, час поскоро да се оди на избори. Од декември Социјалдемократскиот сојуз ги пролонгира изборите. Од декември. Значи, кога не можевме повеќе да кажеме не на барањето на опозицијата за предвремени избори, кога стигна разочарувањето од Европската унија на 18 октомври 2019, прифативме предвремени избори и предложивме да одиме до крајот на годината. На лидерската средба опозицијата под изговор дека треба 100 дена техничка влада, имало само 60, побара одлагање. Договоривме 12 април. Заедно договоривме техничка влада. Заедно гласавме на парламент, за да може да се распушти парламентот. Заедно ги одложивме изборите. Воредната состојба, како што беше димензионирана на 2 месеци, да заврши на 14 јуни треба да бидат изборите. Ај прва лидерска средба да се купише една недела, стана на 21. Се обидовме преку овој канал на комуникација, што го викаме, да договориме да одиме на избори. Не успеа, одлучивме уште 2 недели. Нека се подготват сите. Ама до кога, до рокот, до кога не влегуваме длабоко во летото со температури од 43. 330.000 пензионери имаме, треба на 43 степени да ги носиме на гласање. Некој вели, ама што е 5 јули, што е 15 јули, важно е, и 6 и 7 е важно. Навлегуваме длабоко во летото. Легитимноста на изборите и така ќе биде намалена заради по-нискиот процент на излезеност заради короната. Тоа сите го знаеме. И сега уште да одиме на пожешките температури, пак да паднат температурите, односно процентот на излезеност, несериозно е према државата. Тука буквално лежат атрибутите и аргументите на кои што и се разговара. И затоа уште еднаш кажувам дека одговорно е да се учествува на изборите. Знаете како беше психолошкиот момент да не биде јуни, 2 недели опозицијата имаше изјави од сите страни, ВМРО ДПМН не мислам, пред се, нема да е јуни, нема да е јуни, добро, нема да е јуни, еве отидовме на јули. Стигнавме на 1 јули. Господинот Мицковски беше на 15 јули, кога се слушнавме, средината е јасно, 8 јули, што да некој посебно да се договара или не. Кажи речи и договоривме. Следниот ден не важи. И затоа одлучивме уште 2 недели нека има да се подготвиме сите. Но на крајот верувајте, јас сум председател на најголемата владеачка партија, нечесно е да оставиме државата, дури и со влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, да работи без парламент во месеците што следуваат. Прво заради тоа што не е здраво и владата да биде и парламент истовремено, тоа не е добро. А час поскоро треба државата да ја подготвиме за преговарачката рамка. Септември е најавено меѓувладина конференција. Септември и октомври треба да се одржи Берлинскиот процес, овде и во Софија, значи Скопје и Софија. Веројатно ќе се решават регионални проблеми. На крајот на денот, час поскоро институции, час поскоро ќе можеме да влеземе, да дигаме економијата, да помагаме, да се средат институциите во процесот со кој што е почна, дали е правосудство, дали е здравство, дали е образование, култура или сите други институции. Така да можеби сум екстензивен, но уште денеска и утре е денот за разговори. Јас сум човек кој што е познат по постигање на договори, правам се што е можно да се постигнат договори. Успеавме многу значајни договори да постигнеме, но сето тоа не сме да биде на штета на граѓаните и на државата. Ако ја поминеме црвената линија да биде на штета на граѓаните и на државата, тогаш џабе е договорот. Наштетуваме на сите. Благодарам. Дали има други прашања? Благодарам на присуството. Фала.